За сега нема опасност од поголемо поскапување на горивата и скок на инфлацијата. Владата будно ја следи состојбата и ако има потреба ќе реагира. Ова е ставот на министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска по ескалацијата на воените тензии на Блискиот Исток. Таа вели дека сите се надеваат дека ова ќе трае кратко. Сепак ако конфликтот се продлабочи и се покачат драстично цените на нафтата и гасот и се нарушат рутите за достава, соодветно ќе се постапи и ќе има мерки за ублажување на инфлацијата. Не би сакала однапред да зборувам, секако да, за инфлацијата нормално, ако оваа ситуација продолжи, ако почувствуваме воопшто дека работите се менуваат, тогаш и ние со ребалансот проекциите кои што ќе ги правиме, ќе ги менуваме. При тоа морам да кажам дека секако на владата ќе стојат на располагање и други мерки со кои што може да реагира доколку има инфлација, да речеме, не само на владата, тука е пред се Народната банка, но и владата може да донесе одредени мерки, ќе видиме. Ако воените тензии на Блискиот Исток се пролонгираат на неодредено време, владата има опции и за прогласување на кризна состојба и активирање на нафтените резерви. Од Министерството за енергетика смируваат, нафтените резерви во Македонија се стабилни и редовно се одржуваат. Доколку се појави евентуален недостиг или прекин што би можел да го загрози снабдувањето, владата ќе реагира навремено и соодветно и ќе ги активира. Доколку се појави евентуален проблем со увозот од какви било причини, затворање на граници, прекини, штрајкови или блокади, државата има обезбедено и дополнителен сигурносен механизам во функција продуктоводот Солун-Скопје кој преку поврзување со Солун обезбедува алтернативен и непречен доток на сите видови на нафта и нафтени деривати, што значително ја зголемува стабилноста на системот и ја намалува зависноста од други транспортни правци. Истовремено, агенцијата континуирано ја следи и дневната потрошувачка на нафтени деривати со цел државните резерви да се одржуваат согласно законски пропишаното ниво и реалните потреби на пазарот. Економските аналитичари се оптимисти дека до поголем удар врз македонската економија нема да дојде. Велат дека е клучно време траењето на конфликтот. Очекуваат бензините да поскапат, но не драстично. Некои суровини ќе имаат повисоки цени ако се отежне нивниот транспорт до Македонија. Тие сметаат дека прекинот во снабдувањето со газ може да удри врз странските инвеститори во технолошко-индустријските зони кои може да станат неконкурентни и да ги поскапат производите. Бараат бизнисите да не ја злоупотребат оваа ситуација за да ги покачат цените на производите и услугите. Очекувам нашите компании да го злоупотребат секако овој во моментот што се случува на Блискиот Исток и очекувам да цените буквално на сите продукти на се што се буквално и се произведува и се дава како услуга во Македонија да поскапи, злоупотребувајќи го дека цените на суровините, реагенсите или одредени материјали се поскапени заради целокупната состојба таму. Цената на нафтата на светските берзи продолжува да расте. Типот Брент сега се продава и до $84 за барел. Вчера регулаторната комисија за енергетика ги поскапи бензините 95 и 98 за 1 динар. Нема промени во цената на дизелот. Расте и цената на гасот откако Катар го прекина производството на течен природен газ. Производството на NLG во Катар сочинува околу 20% од глобалната понуда.